Здраво на сите, слушате нова видео дискусија од серијалот Јасно и гласно на тимот на Радио МОВ. А овој пат темата е дискриминација во образованието со фокус на дискриминацијата кон лицата со атипичен развој, поттикнати од оној случај со малата Ембла, но сакавме малце да прошириме таа дискусија. Случајот со малата Ембла беше во училиштето Братство и единство во Гостивар, каде четврто одделенката не го почна второто полугодие поради бојкот на родители, бидејќи таа има Даунов синдром. После се јави една јавна реакција, јавна дискусија, се прошири сето тоа, нели? Но сепак искуствата покажуваат дека ова не е изолиран случај, дека ова е еден само фрагмент можеби од целата таа наша системска слика, и има и други слични случаи и слични листи проблеми во и околу школите. Од тука би рекол дека освен што ќе го држиме овој случај актуелен, идејата е малку, нели, реков подлабоко да навлеземе во целата тематика, да продреме во сето она што значи дискриминација во училиштата, она што значи инклузија, нели, во училиштата, и да допреме до самите проблеми, до кадарот, до училиштата, до условите, до односот на родителите, наставниците, специјалните едукатори со децата со атипичен развој, нели, за да можеме да зборуваме за инклузија и за надминување на таа дискриминација, сегрегација или маргинализација на децата со атипичен развој. На малите екранчиња, сега тука би рекол, на малите Zoom екранчиња ги гледате, на оваа Zoom дискусија ги гледате Сузана Стојановска, која е, би рекол, еден активист, исто дел од Сдруженијето за рехабилитација и инклузија на лица со Даунов синдром Доза среќа, и е мајка на дете со Даунов синдром, па го има сето она искуство кое е потребно за оваа тематика. Тука е и Данче Тодоровска, таа е специјален едукатор и рехабилитатор во Сдруженијето за рана стимулација, развој и игра кај деца Креатива Исток. Тука го имаме и Исмаел Камбери, кој што прочитав истражувач, но ја го знам и како долгогодишен следач на случувањата во однос на маргинализираните лица, почитувањето на човековите права, но тука е денеска во улога на дел од Комисијата за спречување и заштита на дискриминација. Исмаел, би почнал со тебе, бидејќи некако чувствувам потреба дека комисијата отвори постапка, рече дека ќе отвори постапка по службена должност за сегрегација на четврто одделенката Ембла. Најавивте дека ќе извршите увид во училиштето, нели, дека се остварени контакти со градоначалникот Таравари и директорот на училиштето. Прашале до кај е целиот прошаш, што е увидено во целиот овој случај? Да, најпрво благодарам за поканата и добро вечер на сите. Да, како што кажавте, значи комисијата веднаш после написите на медиумите оствари средба со градоначалникот на Гостивар, дел од стручниот тим на училиштето, каде што детето, не сите го кажуваат името, но мора се пази дека треба се заштити идентитетот на тоа дете, и родителите кои што знаете има подпишано петиција за бојкот, односно со закана дека ќе ја бојкотираат наставата доколку тоа дете продолжи да учи со нив. После таа средба имавме седница на која што се разговараше за овој случај, и после тоа се договоривме да направиме уште еден ненајавен увид. Значи, после тоа, ден-два после таа седница, јас и мојот колега Лимко Бејзаровски, исто член на комисијата, отидовме во Гостивар и направивме ненајавен увид за да се утврдиме дали тоа девојче е навистина сегрегирано или па учи заедно со други останатите деца во училиштето. Направивме увид, ја видовме реалната состојба, разговаравме и со дефектологот, и со незината образовна асистентка, така да направивме еден концепт за тоа која е реалната слика, бидејќи знаете во медиумите се пишуваше едно, официјалните лица кажуваат друго, засегнатите страни семејството трето, така да мислам дека меѓу време стигнавме до одредена вистина или средина, нели, на реалноста која што навистина се случувала таму, а дополнително за да се увериме во некои факти, разговаравме со представници на ресурсниот центар Златен Сремец.
и со МКФ, односно комисијата која што ги утврдува класификациите на нивоата на попреченост. Што е точно утврдено до сега, до овој момент? Може да ми кажеш како да просто ми кажа, нели сето она што сте го правеле, дали уште собирате информации, дали наскоро ќе излезете со нешто јавно, зашто знам дека тогаш најавивте кога ќе има некаков заклучок на целата ова ситуација, ќе излезете во јавност со некои информации. Да, баш денес го разговаравме повторно овој случај, така да мислам дека не е фер да излегуваме сега со детали за тоа што точно ќе има во мислењето, но треба се очекува дека можеби за ден, два или најдоцна до почетокот на наредна недела веќе да имаме усвоено мислење за овој случај, така да мислам дека не е фер однапред да ги кажувам кои факти се утврдени во случајот. Океј, ќе се вратиме пак на тебе. Сузана, сакам само да продолжам со тебе. Искуствата, како што кажав, покажуваат дека ова не е еден случај, за жал, нели? Сигурно има многу други кои не стигнуваат до медиумите, нели? Исто така, сигурно не е доволно само да се кажува дека има инклузија, не е доволно само децата да влезат, нели, во училница. Како мајка еве на дете со Даунов синдром, но и како дел од здруженија, како активисти, така натаму, какви се вашите искуства и сознанија од школото? Колку се тие, еве, да речеме, спремни за инклузија, колку се промотори на дискриминација? Така. Инклузијата е процес. Значи, инклузијата се воведе, меѓутоа не значи дека имаме инклузија. Зашто треба долго време за да имаме инклузија. Николаса има 18 години, значи веќе е во средно училиште. Пред 10 години, да речам 11, кога он почнуваше во образование, беа други времиња, други прилики. Тогаш, да кажам, се почна се зборува за инклузија. Меѓутоа, јас имав еден друг став уште од тогаш, дека не треба децата да се воведат во инклузија без да се припремат оние другите дечиња за инклузивност. Значи, подигање на свеста, едуцирање на децата со типичен развој од најрана возраст. Да им се објасни на децата дека има различни од нив, дека од нивното однесување не веќе се спушти сето тоа на ниво на кое може да го разберат и нема да има никаков проблем. Јас го направив токму тоа. Значи, кога почна Никола да оди во училиште, јас разговарав со децата. Најдов и на многу разбирање од училиштето и на учителката што ги водеше и целиот инклузивен тим што беше во училиштето. Меѓутоа, јас бев таа што постојано разговарав за децата и постојано им објаснував што се случува уствари со Никола и зошто е поразличен од нив. Така да мислам дека малце од наопачки се почнаа работите. Прво се ставија децата во училиштата, па после почна да се зборува за инклузијата. Затоа доаѓа довде и мислам дека многу малце има едукација на децата, на родителите, наставниците, па да кажам и се уште и на наставниците им треба едукација. Сега не сакам да звучи не знам како, меѓутоа надвор од Скопје е сосема друга слика, многу полоша. Што еве и случајот со Ембла тоа го докажа. И многу голема грешка е на родителите што молчат за такви дискриминации, за такви како можеле да си дозволат родителите Ембла цело полугодие да учи во некоја си просторија надвор од училиштето. Она не била во училиште. Воопшто она не била во училиште. Добро, но веројатно мнозинството родители, еве да речеме дека не е изолиран случај, на друго место мнозинството родители кога реагира на таков начин и самото школо некад поттикнато е и од самото школо, нели, таквите реакции, затоа што и самите училишта некад ги отфрлаат велики дека немаме услови, немаме можности и сега родителите на како Ембла, еве сега ќе земам, можеби не треба пример да земам само Ембла, но таквите родители се наоѓаат во чудна ситуација, благо речено, нели? И тогаш они што да прават, еве? Веројатно преостанува за да буткаат, да викаат
да се повикуваат можеби на законот за основно образование, на конвенции, на Така, прво, дека им се врши дискриминација. прво грешката е кај наставникот. Значи тој не смел да дозволи ученик да му учи надвор од училницата. Прво е кај наставникот грешката. Каде е тимот во училиштето? Сигурно има некој тим педагог, некој си психолог или не знам што нешто, некој тим има во училиштето. Директорот, како може да се дозволи? Ако си директор, ти мораш да го знаеш законот за образование. Мораш да го знаеш. И не сме недозволиво да се вади нема услови. Како нема услови? Клупа и столче има. Значи, тоа се условите. Како за сите деца, така и за нив. Тоа се тие услови. Сега во одредени моменти на вознемиреност, на нешто, може придружникот што е да го извади детето. И моето дете не седело по 5-6 часа во училиште. Сум го оставала додека има концентрација, знам, 3-4 часа има концентрација и може да ги издржи, ќе одам ти го земам, за да не им смета на другите деца. И за него е непродуктивно да седи понатака, затоа што нема ништо да научи. Зашто е вознемирен, нема концентрација, толку е. Меѓутоа, тие 3-4 часа ќе ги седи таму каде што треба, во училница со другарчињата. Вака малце би ја прашал сега и Данче нешто. Сузана малце начина од следното прашање што сакав да го поставам, а тоа е околу самата едукација. На едно место рековте дека родителите ќе ги едуцираме, но веројатно треба и паралелен некој процес едукација да постои за специјалните едукатори, односно дефектолозите, нели, се специјални едукатори кои што влегуваат во училиштата како образовни асистенти, нели, тука се наставниците, но тука се директорите кои што крај крајава треба да обезбедат и инфраструктура и буџет и се во школите. Како процесот, ти како специјален едукатор, што мислиш, каде едукацијата треба да се насочи во сите овие случаи? Здраво на сите од мене. За почеток би сакала прво да се заблагодарам што ме повикавте да бидам дел од оваа емисија. А да ти одговорам на прашањето каде да се започне едукацијата. Најпрво секогаш мислам дека се прво доаѓа од семејството. Тоа е секогаш за мене како основа, затоа што семејството ни ги поставува сите основи за се што знаеме буквално во нашиот живот. И мислам дека за било која едукација ние да можеме да ја разбереме, треба да имаме емпатија. А емпатијата мора да ни дојде од родителите, да ни дојде од тоа некое такво обкружување, да речам, каде што чисто да бидеме прво едуцирани како деца порано и сега децата и понатаму, дека треба да имаме разбирање за луѓето околу нас и дека не е се така црно и бело, туку напротив има многу сиви и многу разни бои во спектарот. Во однос сега на едукацијата во школите, сите поминуваат одредени едукации. Значи и наставниците поминуваат едукации за деца со посебни образовни потреби. И асистентите кои што сега влегува во училиште беа исто на едукација, значи ресурсните центри кои што се тука Златен, Сремаци и Днина правеа едукации за тие асистенти. Сите што се вклучени во образовниот процес одат на некои не до квалификации, туку на некои обуки. Но работата колку тоа всушност се применува во секојдневието, колку некогаш па има шанса да се примени нештото во секојдневието. Реално едукацијата да, но најпрво за да нема дискриминација во образованието и било каде, мора да имаме емпатија, мора да разбираме што се случува со другиот. Сузана беше во право. Мора да сме едуцирани што се случува, зошто е тоа различно, затоа што нормално кога ќе видиме нешто различно, одма си поставуваме некаков гард и си викаме да не случајно ова се рефлектира на мене. Никогаш или многу ретко можеме некако се ставиме во чевлите на другиот за да видиме што всушност се случува, зошто се појавува вознемиреност или зошто тоа е различен, бидејќи за се има причина. Тука е таа едукација која што мислам дека треба да се прави, зошто нештото се случува, зошто се јавува таа вознемиреност, зошто тоа дете учи со мене сега моментално, како јас можам да му помогнам на тоа дете, ако сум јас ученик, како можам да му помогнам на тоа дете. Јас искрено во основно образование имавме детенце кои што имаше посебни образовни потреби. Иако тогаш немаше нели целосна инклузија било како,
Но јас добро се сеќавам како наставничката имаше пристап кон нас како деца и како пристап кон него. Значи, тој беше секогаш заштитен и од наставничката и од нас. И ние секогаш бевме точно информирани што му е него потешко, како за почеток, како ние да се справиме во дадена ситуација, како да го мотивираме во одредени ситуации кога тој треба нели да го покаже своето знаење. Едноставно како да ја модификуваме средината секојдневно и нашето однесување во согласност со него, бидејќи стварно мора да постои некое прилагодување. И тука мислам дека треба да се работи во однос на тој дел на едукацијата. Тие потреби и како да ги задоволиме. Затоа што да не забравиме дека и сите ние имаме посебни потреби. Значи секој еден си сака да му е нешто на одреден начин. Како тие работи може да ги разбериме, тогаш можеме и овие другите кои што се можеби навидом малце потешки, но искрено мора да се гледа малце и пошироко. Да те прашам, ја спомна едукацијата која што и образовните асистенти и наставниците ја имаат од претходнава нели 2021 кога почна тој нели новиот систем на образовна система, но дали сметаш дека еве неколку часа само со неколку часа може да се развијат некакви компетенции и чувство на грижа кај наставниците и образовните асистенти, или може би треба да помине паралелно и некаква друга едукација да има у целиот тој процес за да може малце посуштински, поефективно да биде тоа во школите. Затоа што еве сега ни кажа дека се одржуваат часовите, но верувам дека ќе се јави потреба и понатаму и плюс некакви паралелно да се прави нешто во целиот процес. Да, сигурно, затоа што колку и да е таа обука, колку и да траела, недела дена, 2 недели, месец дена, нека било сепак, нели не излегува готов производ од тие обуки за сите предизвици кои што ги чекаат, а верувам дека не се малку. Значи, јас сум учествувала во образование како асистент, сум работела една учебна година и знам дека не е лесно да се справиш со сите секојдневни предизвици кои што се појавуваат пред тебе како асистент на дете со посебни потреби. И стварно треба време да помине. Сега пак кај нас се ова една година каде што се случува, може да се каже како пилот година, каде што се гледа од прилика каде се греши, каде треба да се дополни, каде да се одземи или било како, но да, мислам дека треба да би се согласила со тебе дека треба да има и уште нешто плюс паралелно, па што и да е тоа, дали се тоа дополнителни семинари, дали се тоа дополнително време поминување со детето или нешто да се изнајде во согласност со потребите и секојдневните предизвици, за сето тоа нонстоп да се надополнува и да нема простор за некои вакви работи, па ние после да треба нели да интервенираме, едноставно да не дојдеме до таа ситуација. И мислам дека прво пак ќе се навратам на тоа дека прво човекот како човек треба стварно многу да сака да се труди и да се вложи за да може да ги имплементира сите работи кои што би ги научил на сите тие едукации. Ако може да се надовртам. Може, Слободно. Да, имаше низ разговорите, баш имаше една добра препорака, значи оние наставни часови кои што се нели предвидени со Законот за основно образование да се искористат родителите заедно со децата да се зближат на едно место и едноставно да се спријателат, да разговараат за нивните деца и на еден начин да се сензибилизираат за да другите родители го видат тоа дете како функционира, како мисли, како се чувствува и како реагира со другите деца, чисто да добијат слика за тоа дете, што вака од дома преку нивните деца добиваат одредена слика која што е целосно искривена од вистинската реалност. И настрана нели сите оние програми кои што треба специјално да се направат за тоа дете со атипичен развој кој што учи во редовните школи, општинската власт, односно управа под чија финансиски нели го одржуваат тоа школа или тие училишта на општинско ниво, треба исто така да обезбедат ресурси да ги приспособат училиштата за кога ќе дојде дете со атипичен развој да има соодветни простори за да тоа може да учи, без разлика дали се на попреченост или за нешто друго. Може да се земе многу добар пример од ресурсниот центар од Златан Стремец, каде што јас бев лично воодушевен со тоа какви простори има внатре.
за деца со типичен развој. И дополнително, значи, оние уцени преку петиции, без разлика дали станува збор за ова школа или во иднина, доколку има други, секоја уцена за едно дете ти не пушташ во училиште е директно во спротивно на најдобриот интерес на детето загарантирано со Конвенцијата за правата на децата, така да и директорите или раководителите не треба да дозволат да потпаѓаат под притисок за да удоволат на одредени желби на родители, бидејќи секако не е во насока на доброто на било кое дете да отсуствува во училиште, а да не зборувам дека е спротивно на законот за основни за средно образование. Еве, Исмаил, на пример, да дадеме ситуација. Јас имам, еве, пример, дете со аутизам, го запишувам во прво училиште, во некое независно какво основно училиште и доаѓам до ситуација каде што директорот, педагогот, вработените таму ми викаат немаме услови за вашето дете, вашето дете е со попреченост, немаме што да му правиме, што да правам еве ја кај се родител. Ако не знаме, бе, пуно родители не знаат што се наоѓа во законот за основно образование, дека има измени, не знаат за конвенциите кои ги. Што да правам ја века? Да се обратам кај вас, кај да се обратам како родител? Чисто пример да им даеме на другите родители. Има многу здруженија што работат како поддршка и на родители. Има еве на Facebook има посебна група посебни родители, каде што има многу родители вклучени. Значи тука се отворени се сите здруженија каде и да се јави родителот, секаде ќе му дадат насоки што треба понатака да прави. А би се надоврзала на Данче, она што фали за образовните асистенти, нели, покрај онаа едукација што имаат недела, 2-3, колку е тамо, не знам, им фали пракса. Најбитното нешто им фали. А најголемата грешка, мислам дека во инклузијата, по мене како родител и мое видување, се направи со оној пилот проект на UNDP. Тогаш се ставија во образование сите што немаа работа од Завод за вработување. Значи тоа беше еден хаос невиден. Имаше злоупотребени деца, малтретирани деца, несоодветни придружници им беа тие. Значи, како можеше да се дозволи во основно училиште да се стави човек што не помина барем 2-3 филтри. Значи, таму учат дечиња прво, второ, трето одделение, многу малечки, што се многу лесно подводливи. Мораше тогаш да се стават некои филтри пред да се стават тие луѓе во образование. Сега не знам во моментов како оди процесот, зборувам за оној проект што беше нели на UNDP, првичните асистенти што беа вклучени 2-3 години или не знам колку беа, и јас лично имам многу лошо искуство со тие асистенти, несоодветни, што прв пат гледаат дете со посебни потреби. Мислам, стварно страшно беше. За на крај децата беа 8 одделение, изреагираат кај класната веќе големки, нели? Другарчињата на Никола и кажат, наставничке, нека си оди, ние ќе се грижиме за Никола затоа што го тепа. Значи, асистентот, образовниот асистент си дозволил да го тепа. Да, се надврза тука тебе, Сузана, затоа што пишував многу приказни, имам искуства и така натаму. Образовните асистенти, ако знам, одеа преку општините, преку UNDP, па им дочна и плати, па беа хонорарно запишани на 7-8 милијади денари, 9, да речеме, а извршуваа буквално улога, сега малце да одиме и на нивниот проблем да го речеме. Не се согласувам. Затоа што они знаеа за колку пари одат. Да, но сакам да кажам дека треба да го малтретира детето. Желба и компетенциите да ги имале, сакам ја да кажам, кога ќе влезат во образовниот процес се соочени со милиони врски. Збориме за и образовен и личен асистент, тој и педагог на детето, нели, и се врши и едукатор буквално на наставникот и на сите наоколу што треба да прават. Збориме сега го кажа филтрите, затоа требаше да постојат филтри за да не дојде до таков хаос. Значи UNDP требаше да се постави некој, нели, не знам, обуки, курсеви, тестови, не знам што, за да знаат дали тој невработен од агенција за невработени, нели, дали може да одговори на тој предизвик. Ова е предизвик. Ние како родители знаеме колку многу е тешко тоа. Меѓутоа тој што си бара работа не знае. Со детето ќе седам на час, не е никаков проблем. Ние знаеме со што све ќе се соочи. Образовни планови,
па вознемиреност, па нема концентрација, па го закачале деца, го вознемириле. Треба да знае во моментот како да изреагира, за да ја стиша ситуацијата, за да продолжи, нели, часот или после одморот да се влезе на час. Не е тоа нималку лесна работа. Значи, стварно треба стручни лица. И сега овие што се образовни асистенти, кои се без искуство, на вистина им треба пракса со децата. Еве, ќе го кажам и ова, затоа постоиме ние како здруженија, каде што ги имаме децата, слободно јавете се, дојде. Час, два, три, многу повеќе и ќе си ја олеснат работата, па ќе дојдат неколку дена да ги видат децата. Ако се сите со Даунов синдром, сите се различни. Нема две исти. Да. Само ако може да се надоврзам претходно на прашањето. Да. Тоа сакам. Значи, од правен аспект, законот овозможува на родителот, каде сака да го запише своето дете, без разлика дали тоа дете има попреченост, значи може да го запише и во редовно образование, и во оние посебни училишта. А дополнително, Северна Македонија е потписник на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и таму јасно експлицитно стои дека немањето ресурс како оправдување не е целисходно, не е оправдување за тоа одредена постапка да не ја направат. Значи, ние баш имавме таков пример со друг случај за лица со попреченост во затвор и таму исто така се правда дека немаат ресурси за да обезбедат соодветни услови, значи тоа не е оправдување, бидејќи штом државата подпишала таква конвенција, таа и презела обврска дека ќе се грижи за остварување на потребите на овие лица. Така да, доколку се соочите со таков проблем или кој било граѓанин, што го гледате емисијата, што се соочуваат со таков проблем, можат да понесат представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, па ние може да отвориме постапки, доколку утврдиме дека навистина е тоа така, тогаш може да утврдиме дискриминација и да наложиме на одредена институција, односно училиште, да ја отстрани дискриминацијата, односно пречката со која ќе се соочува родителот и неговото дете. Само што нешто да кажам, е спомена дека нели секој има право на образование и се запишува, родителот одлучува кај го запишува, но нели сега се менуваат специјалните училишта од претходна година, статутот го менуваат и стануваат училишта со ресурсен центар. Тоа да споменеме дека више од 2000, како што кажа директорката Милетик, мислам дека 2023 или 2024 више нема да се запишуваат деца и дека сите ќе станат ресурсни центри, односно ќе им даваат искуство, материјали, обуки и така натаму на основните училишта со цел основните училишта нели да станат места каде што сите ќе учат заедно, без разлика на попреченоста нели нивна. Така да и тоа е еден момент кој веројатно ќе го учиме и сите ќе го учат и ќе мора да го научат и самите училишта, претпоставувам, ќе мора да научат, да не биде тоа аргумент, нели, не можеме да го пратиме вашето дете тука, носете го во специјално училиште, што се случува. Многу родители ми јавуваат дека тоа уште се случува. Данче, сакам сега со тебе малце дел да појдам. Рековте дека наставниот кадар секако посетува едукативни семинари, нели и родителите, тука со целиот процес, специјалните едукатори, рехабилитатори, нели, но сега малце додиме на она што се вика инфраструктурно и услови во самите школи. Затоа што збориме за кадар, но некојаш се потребни и просторни, нели, услови. Вие како специјален индикатор може ли да ми кажете што е потребно за една инклузија да се води? Затоа што вие имате сигурно искуство во вашето здружение, но сигурно преку вашите колеги знаете што се соочуваат во самите училишта. Потребно е ли некои посебни услови? Еве, има сега сензорни соби, но сензорните соби вајда одат рака под рака и со кадар и така натаму. Малце да ми кажете и за тој дел, за условите, просторни и така натаму во една школа. Точно, да, во право си, ние цело време разговараме обука и кадри било како, а инфраструктурно не ни се решени прашањата реално.
и нонстоп се зборува за тие сензорни соби и да, треба да ги има сензорните соби, но дали секое училиште е пристапно за дете со количка? Дали секој училиште е пристапно за дете кое што не е во количка, ама оди со некакво помагало? Дали секој училиште е така приспособено да може било кое дете со било какво моторно нарушување да може да се движи низ него? Нормално е, што викаш ти, во ќе ги учиме тие работи, кога ќе се сретнеме со доста различни случаеви на деца во една зграда и сигурна сум дека во ќе се менуваат работите, но да, покрај сензорни соби секогаш треба да има пристапност во однос на рампа напред за да може детето да се влезе во училиштето. Ходниците да бидат доволно широки, детето да може да се движи низ училиштето непречено, а истовремено да не се ствара толку голема гужва, да не случајно некој некого повреди или да не може едноставно да се осуди детето да излезе надвор од училницата затоа што има премногу гужва. Не само за моторни нарушувања, туку и сензорни нарушувања. Деца кои што едноставно не можат да се справат со толку голема бука. Тука стварно треба многу да се посвети време на тој индивидуализиран пристап и да се разгледаат сите можности и потреби и што се треба да се прилагоди за едно дете. Можеби на некој дете ќе му требаат слушалки кои што ќе приглушуваат буката. Тоа дете ако е аудитивно хиперсензитивно, не значи дека треба да го ставиме во сензорна соба. Или ако имаме дете кое што е визуелно хиперсензитивно, исто така нема да може да оди во сензорна соба. Што значи, да, сега се гледаме нонстоп, ова училиште опремено со таа соба, ова училиште опремено со таа соба, но таа соба не ги задоволува сите потреби на ова. Не знам, јас би ставила држачи по ходниците на училиштата да можат да се придвижат учениците. Од едната страна нека биде асистентот, од другата страна можеби детето ќе може дури можеби и самостојно ќе може да се движи со тие држачи. Клупите да бидат приспособени, самата училница, поставеноста на училницата, поставеноста на детето во однос на таблата, во однос на другите деца. Дополнително ќе има многу работи, како што реков, кои што ќе треба да ги учиме и треба стварно доста време да се посвети за да се задоволи сечива потреба. А не знам колку нашиот образовен систем ќе може да одговори на тие потреби. Значи, училиштата само треба пошироко да размислуваат, да не биде на крај крајва, еве имаме сензорна соба и го решивме проблемот, нели? Или пак у смисла на еве имаме донатор, доаѓа донатор, ни донира, нели, сензорна соба, ние ја примаме и не размислуваме ниту за кадарот кој ќе работи внатре, ни како таа сензорна соба ќе функционира и дали воопшто ќе помага некому. Точно. Затоа викам, мислам дека општото мислење е дека ако детето е вознемирено, сензорната соба ќе му помогне. Да, но не кај сите. Не е така. Ако е визуелно хиперсензитивно и ако ги гледа балоните каде што се движат, дополнително ќе се вознемири. Ако се плашат или било како, мислам, стварно треба многу да се гледа тука и да, треба да работи стручен кадар внатре и да знае точно, ама и да го знае детето, да ги знае спецификациите на детето. Јас себе нели работам со дечиња, ама тие дечиња ги викам мои, затоа што јас знам точно што му треба на одредено дете во даден момент. И знам зашто се вознемирило или како можам да го спровоцирам. Тука се многу работи кои што треба да се скоординираат и да се контролираат, а мислам дека не секогаш можат да се координираат и што е нормално, затоа што тоа е училиште каде што има еден клуб деца и не можеме на сите наеднаш да им одговориме, но мислам дека секое дете со посебни образовни потреби треба да биде многу добро запознаено. Мислам, кадарот околу него многу добро да го познава, за да знае како да ја менаџира ситуацијата кога ќе дојде до таква ситуација. Затоа што кога е добро, нели, тоа ќе се супер. Ама во моментите кога него му е тешко, тогаш треба да му се излезе во пресрета и да му се пружи поддршка, да му се пружи помош, ама да се знае како и да се знае на кој начин тоа треба да се пружи. За крај би сакал пак да позборувам и со Исмаил и со Сузана, ако сака да се надоврзат. Интересира до сега еве инклузијата дел се решаваше систематски дел од државата, оди споро, нели, сите учиме у процесот. Од друга страна па дискриминацијата некако кога збориме за дискриминација, имам некаков впечаток дека како дискриминацијата да е заглавена само во невладиниот сектор, нели?
И главно и тоа кажува и самата комисија за дискриминација е составена од личности што биле дел од невладиниот сектор, нели? И тоа кажува многу за самата држава докаде стигнала. Еве Исмаил, ти да ми кажеш, после Сузана ќе ја прашам на крајот, како да излеземе од таа дупка, да не биде само дискриминацијата заглавена во невладин сектор, но и да почнат институциите и кои институции, кои министерства, кои инстанции, кои инспекторат и сега да се вклучат во целиот процес да има ефект. Да не збориме еве сега ние ќе водиме емисии, ќе одиме нели на конференции, ќе држиме обуки, но како да и паралелно институциите да се вклучат. Да, само да напоменам согласно биографиите на членовите, мислам дека тројца бевме само од невладин сектор кои што доаѓавме, од скупно 7, да не добијат погрешна и слика и граѓаните. Добро, ама пак и тројца се добри, доста луѓе. Да, но секако нели најгласни се граѓанските организации кои станува збор за дискриминација и неправда. Она што би сакал да кажаме, граѓаните да имаат доверба во институцијата, ако немаат во другите, да речеме, да имаат доверба во Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи ние сме независно тело, професионално тело, кои што за да бидеме избрани требаше да исполниме одредени критериуми кои што се поврзани нели од областа на човековите права и дискриминацијата. Така да ние правиме се што е во наша моќ и до сега имаме одредени резултати каде што утврдуваме дискриминација. Дискриминаторите после ја отстрануваат дискриминацијата, бидејќи ако не ја исполнат нашата препорака или укажување, ние имаме право и да поведеме прекршочна постапка спрема тие лица и соодветно да бидат казнети парично пред суд. Така да во тој поглед ги упатувам апел до сите граѓани, ги повикувам да поднесуваат представки до нашата комисија. Тоа може да го сторат и лично, и преку веб-сајтот на комисијата, односно kszd.mk, и таму има, ќе видите, ударно е дугмето за пријавување дискриминација, а може и онлайн преку нашата веб страна, бесплатна е постапката и е многу брза и едноставна. Така да ги упатувам граѓаните да проверат веб страната за да се увидат и самите да утврдат дека е премногу лесно да се пријави дискриминација, па со тек на време нели да откорениме нееднаквоста и неправдата што се случува во сите пори, не само во образованието, и во работните односи, пристапот до јавни добри и услуги и така натаму. Ние баш пред некои дни утврдивме и сегрегација во основните училишта, каде што родители на деца намерно не ги запишуваат своите деца во одредено училиште, бидејќи таму учат претежно деца од ромска етничка припадност. Значи, видете кој е апсурд. Значи, намерно за не ќе да се мешаат со други етникуми во дареното училиште, така да и за тоа утврдивме, бидејќи се злоупотребува реонизацијата што е дадена во Законот за основно образование. Но со тек на време сметаме дека со нашата работа и со работата и на Народниот правобранител и со други релевантни институции, чекор по чекор, малце ќе ја подигнеме свеста кај граѓаните во овој поглед. Фала ти, Исмаил. Она што само уште на почетокот ти кажа дека ќе ве држиме за збор сега да имаме што ќе испадне и со случајов што го рековте, дали ќе имате некаков заклучок, да знаеш дека пак ќе те барам за некој ден за случај да те прашам. Значи тоа наредна недела би требало да го има. Добро. И ќе ти пишам веднаш што го имаме. Благодарам, веројатно и јавно ќе пуштите некој соопштение. Знам дека имате и Facebook страна и сајт сега имате, така да. Да, ќе испратиме соопштение да ме био. Фала ти. Сузана, би заокружил со тебе. Како гледаш сега на сите овие ситуации? Начнавме повеќе работи од целокупната слика, нели да ја начнеме. Каде се сега решенијата? Што од тука натаму? Каде треба да тераме сите ние? Веројатно учиме у процесот, но еве вие како здружение што правите за да подигнете свест, би рекол, и како да се чекорат? Претпоставувам дека искуства имате и од други невладени организации што истото го прават. Така, да. Вака, имаме искуства, ние работиме на вистина многу. Сдруженијето до застреќа многу работи со децата. Една од целите мене кога го основав ми беше да ја смениме перцепцијата во светот за можностите на лицата со посебни потреби, поготово на лицата со Даунов синдром, пошто нели таа целна група ја имаме ние. И успеавме во тоа, ако македонската јавност многу малку знае, повеќе знае светската јавност
За една година освоивме 17 златни медали на светско ниво во регуларни надпревари на тема лековити билки. Браво. Значи тоа е невиден успех. Цел свет не знае, само Македонија не знае. А друго што сакав да кажам, дискриминацијата, институциите, спомнавте околу тој дел. Имаме закон за основно образование, имаме закон за дискриминација или недискриминација. Дали институциите го почитуваат тоа? Ние како граѓани ќе го почитуваме како единки. Најмногу ние што сме засегнати. Дали институциите? Па во една држава каде што не се почитува законот, што ние да направиме? Значи 18 години јас не знам што не направи да се подигне свеста за лицата со посебни потреби. Правиме настани, правиме работилници, продажби, подаруваме, значи не знам што не правиме. И одеднаш кога мислиме дека веќе отидовме еден пола чекор напред, да речам, се случува гостивар. Што мислите, Сузана, кој треба повеќе да прави? Министерството за образование и наука, инспекторатите? Не, прво треба каде да се насочи енергијата, што да се прави? Прво треба да прави Министерството за труд и социјална политика и локалните власти. Значи локалните власти и градинките се под локалните власти. Да се почне од тамо со едукација. Зошто да не отиде група дечиња со посебни потреби да изигра на представа пред дечињата во градинката? Да бидат публика, типичните дечиња да бидат публика, а овие да бидат тие што на кои ќе им се аплаудира. Значи на тој начин или да се направат работилници, да се организираат работилници. На тој начин на тие дечиња се подига свеста. Не можете вие на детенце од 3-4 годинки да му објаснувате што е аутизам или Даунов синдром. Меѓутоа, кога ќе биде тука до него, кога ќе работат нешто заедно, детето ќе свати дека нешто се случува, меѓутоа ќе го прифати затоа што заедно работат. И после година, 2-3, кога ќе почне да осознава, ќе знае дека може да работи со тоа дете. Дека еднашка некогаш јас работев со тоа, правевме круши, сега можеме да решаваме задачи. Пример. Да. Мислам Да, дека од локалните власти треба да се почне и Министерството за труд и социјална политика. Фала ти многу, Сузана. Фала на сите. Беше 40 на минути, више го поминавме време, можеме уште саат, 2 да се сигурно да правиме на темата. Благодарам Исмаел, благодарам Данчев, благодарам тебе, Сузана. И веројатно ќе се среќаваме пак за други теми, независно дали видео, текстови, ќе објавуваме и ние од Радио МОВ следиме оваа проблематика поврзана со дискриминација, човекови права, до инклузија, секакво образование и така натаму. И нели да повеќе да збориме за инклузија, не некаква илузија, што викам во целото општество. Благодарам на сите, благодарам на гледачите и Фала и вам. Благодарам. Фала многу.